Неколку илјади осигуреници од источниот регион и понатаму се без електронска здравствена картичка. Повеќе од половина година процесот на нивно печатење е закочен, откако стариот тендер помина, а нов никако да се распише. Близу 12.000 осигуреници од источниот регион имаат поднесено барање и уплатено по 150 денари за електронска картичка. Но и покрај тоа се уште се принудени услугите во здравството да ги добиваат со старите сини картони. Сепак од Фондот за здравство се оптимисти дека крајот на проблемот со електронските здравствени картички не е далеку. Заедно со Министерството за здравство бараме начин брзо да го надминеме овој проблем и за многу скоро, може би недели и месеци се во прашање, ќе го надминеме овој проблем и веќе постапката на издавање на електронска здравствена картичка ќе се оди редовно. И додека државата се уште нема фирма која ќе ги печати електронските картички, има план како нив да ги развива. Нашата интенција како менаџмент на фондот е да најголем дел од услугите кои што ги дава во фондот да може нашите граѓани, нашите осигуреници да ги прават од дома, да може нашите лекари, матични лекари, стоматолози и останал медицински персонал да го прават директно од нивната ординација. Корист од ова би имале и лекарите и пациентите, тврдат од фондот. Би заштедиле и време и пари и на нашите осигуреници и на нашите лекари и би ја избегнале она ситуација од потреба на доаѓање на шалтер. Затоа сакам уште еднаш да потенцирам дека дополнително ќе го развиваме системот на електронската здравствена картичка. Сепак, најмалку уште 200.000 осигуреници во државата и по 2 години од воведувањето се уште немаат електронски картички.